ова е акција на поддршка на Центарот за современи уметности и на екипата на урбани уметнички акции за граѓаните на Гевгелија, кои што, како што и на овој ступ позади мене, столб на срамот, кој што се подигал за да се историски гледано, да се покажат разни недолични, срамни работи за да се запаметат, всушност кажува дека од 2013 до сега направени се многобројни анализи на водата и во Центарот за јавно, односно во Институтот за јавно здравје во Скопје и во меѓународни сертифицирани лаборатории во Грција. И оно што е шокантно е дека од 2013 до сега ниту една анализа не покажала дека водата за пиење во Гевгелија е исправна. Сите анализи напротив покажуваат голема неисправност со еден од најтоксичните елементи арсен на водата за пиење. Оно што е шокантно и заради што ние практично излеговме да направиме една ваква акција е тоа што не ни е јасно како може некој свесно, институција како што е водовод, како што е општина, некој како може свесно неколку години поред да ги труе сопствените граѓани. Практично нема јасно како може Република Македонија, власта во Република Македонија се дозволи вакво нешто, кога само дали копањето на нови бунари, дали деарсенификацијата на водата, дали снабдувањето за флаширана вода или било што друго, е многу поевтино отколку лекување на последиците на кои што ги предизвикува арсена, тоа се канцерогените заболувања, раковите, голем број на смртни случаи. Значи стварно неразбирливо е во 21 век како некој не сака не само да го реши проблемот, туку да земе една здрава логика, да види колку кошта да се реши проблемот за арсенот, а колку кошта лекувањето на заболените од болестите кои ги предизвикуваат арсен. Граѓаните и арсена денеска на градскиот плоштад во Гевгелија го постави арсеновиот столб на вистината. Овде се евидентирани сите анализи кои што ги направи нашата граѓанска иницијатива во текот на 2012 па се до 2016 година и сите укажуваат присуство на енормна концентрација на арсен во водата од градскиот водоводен систем. Тоа значи дека арсенот е се уште меѓу нас и покрај изјавите на општината и на јавното комунално предпријатие дека водата е во ред. Не е во ред затоа што арсенот е отров и во концентрација поголема од 10 мг е недозволено за да биде присутно во градскиот водоводен систем кој што се испорачува за користење до сите граѓани. Ова е значи состојбата со градскиот водоводен систем во општина Гевгелија. Овој проект го реализиравме заедно, значи овој проектен дел го реализиравме заедно со Центарот за современи уметности од Скопје, ЦАЦ, и се надеваме дека ова ќе биде уште еден показ за вистината, арсеновата вистина во Гевгелија. Јас би сакала да споредам уште еден податок и факт за присуството на арсен. Јавното комунално предпријатие вели дека од бунарското подрачје кај мој минатата година произвела 2.350.000 метри кубни вода. Истото бунарско подрачје со одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство е забрането за употреба бидејќи е констатирана висока концентрација на арсен. Во 2012 година, значи, производниот план за експлоатација на вода од бунарското подрачје кај Моин е 2 милиони кубици вода. Во 2013 извештајот вели дека од истото подрачје се испумпани 2.131.950.000 значи метри кубни вода. Во 2014 планот е повторно 2 милиони метри кубни вода. Ако е водата забранета за користење од бунарите 3 и 4 според решението на Агенцијата за храна и ветеринарство, тогаш како и понатаму комуналец ги употребува тие бунари за водоснабдување на граѓаните. Тоа значи дека не ја почитува одлуката, не го почитува решението и исто така и законските определби за снабдување на граѓаните со чиста и квалитетна вода за пиење. Тоа е всушност и основната дејност која што треба да реализира јавното комунално предпријатие. Значи, анализите на примероците вода од градскиот водовен систем во изминатите 4 години и експлоатацијата
масата вода од бунарското подрачје кај Моин укажува дека истите не се исклучени, арсенот е се уште присутен, дури и се испорачува и од спорните бунари кај Моин.